околината наша, па до Вашингтон, кој е клучот на сите тие наши проблеми, сите тие спроведуваат одредена политика, сценарија кој е напишано во Вашингтон, што веројатно крајот на 80-те години кога беше јасно дека Македонија ќе биде независна, што значи бришење на македонскиот народ. И ние, ако не се бориме внатре, ако не почнеме чекор по чекор да вршиме ревизија на тие договори, бидејќи откажување ги радно не е возможно, мислам, нема да помине, цел свет ќе биде против нас, треба чекор по чекор, конфронтирајќи со сите, брањајќи сопствените интереси и на крај полека да дојдеме и до враќање на уставот и на крај последната етапа, мислам сега нема потреба и нема ни време да се дава поширока елаборација на сите тие чекори, јас имам објавено и колумна на таа и неколку текстови на таа тема, така да чекор по чекор да се дојде и до враќање на името во на меѓународната сцена, што ќе биде исто така се тоа невозможна задача, али зависи од нас. Ако ние сме спремни и ако ние сме одлучни да ги браниме нашите интереси и да го враќаме она што ни е наше природно, легитимно, историско, никој не може да не спречи. Али ако ние меѓу себе се јадеме, ако формираме уште нови партии и секој води своја политика, разбирате, и секој води интереси за собствената политика, само ќе тонеме подлабоко и тоа ќе биде заслужено, бидејќи како народ не сме се докажали. Благодарам. Ви благодарам, господине Николски. Сега зборно давам на господин Јанко Бачев, председател на Единствена Македонија. Добар ден и од мене. Значи, темата, кажавме, последиците се штетни од овој договор, меѓутоа јас сакам да проговорам сега како да ги поништиме тие последици, бидејќи сите знаеме дека со тој договор се избриша цел еден народ, се избриша името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. И сега јас тука веднаш ќе кажам дека на среќна околност во целата оваа лоша работа е што на Македонија и стојат меѓународно правни механизми да го поништи овој договор. Значи има меѓународно правни основи кои што може да го поништи. Тоа заедно што го кажува дека е завршена работа, дека договорот не може повеќе се поништи е една голема лага, тоа заборавете го. Значи на Македонија согласно Виенската конвенција за договорно право, која што е ратификувана и од Македонија и од Грција и од сите европски држави, значи таму се точно е кажано како може да се поништи овој договор. Сега нема да зборувам за сите основи на поништување, ќе се задржам само на две, за кои што сметам дека Македонија може да ги искористи. Првата основа е дека договорот е склучен од невовластен орган и е подпишен од лице кое е невовластено да ја обврзе Република Македонија со тој договор. Значи, конкретно, договорот во име на владата го склучи Никола Димитров. Значи тоа, според меѓународното право, според Виенската конвенција, е ништовно. Е основ за ништовност на тој договор, само таму има еден услов, ништовноста, значи да биде очигледна. А толку е очигледна што за цел свет е јасно, и тоа во вековната историја на државите е јасно дека такви договори примарна надлежност имаат шефовите на државите. Значи во овој случај, овој договор беше во примарна надлежност на председателот на републиката, меѓутоа знаеме кој го склучи и од тука значи постои невовластен орган кој што ги има склучен овој договор. Втората ништовност на која што може да се повика Македонија е уште побитна, значи тука повредено е императивното меѓународно право. Според меѓународното право за име не може да се преговара, а клучен предмет на овој договор е името. Значи има недозволен предмет на договарање и од тука значи овој договор според Виенската конвенција е ништовен, повредува задолжителна норма на меѓународното право. И тука овој договор е ништовен по автоматизам. Значи нема потреба, не зависи од волите на страните, како што е кај некои други основи. Пример, ако договорот е склучен под принуда, под измама, под закана, под корупција, под заблуда, тогаш тие основи тај договор ќе биде поништен зависи од волјата на страните. А во случај кога е повредено императивното меѓународно право, како во случајот со недозволениот предмет, тогаш договорот по автоматизам е ништовен. Значи овие две основи сметам дека се доволни Македонија да го поништи овој договор. Сега ова претпоставува една ситуација да дојде политичка сила која што има, ова само по себе не може да се случи, не може да падне од небо. Значи тоа претпоставува да дојде политичка сила која што има храброст, желба, волја да го поништи овој договор. Сега јас не се слагам тука со што кажа Ристо дека треба ние сите да се обединиме со ВМРО-ДПМН за да го понишиме тој договор. Они кажуваат сега, дај да снимеме сега гледате тие. Они не кажуваат дека ќе го поништи. Намеска пропаганда сега. Намеската пропаганда сега на ВМРО-ДПМН дајте сите да се обединиме, да ја срушиме хунтата. Во ред, одлично, ќе се обединиме, ама не кажуваат што после.
Сега, што после? Заед направи што направи. Мицковски кажа, нема намера да го поништи договорот. И сега зашто ќе се обидуваме? Кај води Заев во Брисел? Во исти канцелари води Мицковски. Значи, ние ќе се го, ама сега суштината е дали за да го поништиме тој договор, значи не гледаме волја кај најголемата опозицијска партија, јасно да излезе пред македонскиот народ. Еве меѓународно правни основи има. 140 земји те што не признаа под уставното име, ќе поддржат ова наша иницијатива, значи ќе има едно жестоко лобирање ако се тргне во таа постапка. Значи ние тој договор сега суштествено што треба да го поништиме. Тоа е стрекна околност во целата оваа лоша работа, зашто значи постојат меѓународно правни основи да го поништиме. Сега не испуштивме на шанса во тоа време, за жал Иванов замена странно, можеше многу да помогне да се спречи тој договор, меѓутоа не успеа. Се тука за прв пат ќе кажам, значи имаше сигнали беа пуштени и од Русија и од Кина со Иванов, кога Заев поднесе писмо до Обединетите нации со кое согласно договорот бара да се употреба новото име, тогаш на Иванов му беше сугерирано да прати паралелно писмо до Обединетите нации, со кое што створеше збрка во Обединетите нации. Затоа да пратише писмо дека тој договор е нештувен, дека не стои македонскиот народ за тој договор и дури правото на Иванов ќе беше посилно од на Заев. Ако се сеќавате добро по возрастите, целата постапка во Обединетите нации своевремено почна Киро Григоров, не Бранко Црвенковски. Значи водеше преку председателот на државата, не преку премиерот. И правото на Иванов, писмото на Иванов ќе беше многу посилно ако го пратеше до тие 193 земји во Обединетите нации дека Македонија не се слага со промена на името. И тогаш тоа прашање ќе дојдеше дневен ред и во Советот за безбедност и добро беше во тој проблем што се проблематизираше, се дигнеше галама. Тие земји таму, вие знаете, во Обединетите нации има еден куп земји таму што не слушале за Македонија, не па земјето за проблемот да знаат таму од Африка, од Азија. Така значи тој момент го пропуштивме, сега останува на Македонија да ја покрене таа постапка. Меѓународното право ги дава овие две можности, значи тој договор може да се поништи и сега останува за жал или за добро македонскиот народ ќе биде на испит. Бидејќи, еве сега малку темата да ја свртиме на политиката, значи на следните избори овој народ не сме повеќе да погреши. Ако сака да се ја сочуваме државата, да ја пратиме на нормала, не сме да погреши и мора да дојде народ на власт која што ќе биде со определба да го поништи овој договор. Значи ќе излезе пред македонскиот народ, ќе каже дека овој договор треба да се поништи, е ништовен, сега битката е тешка. Ние знаеме дека за да се промовира оваа идеја треба силна медиумска подкрепа. Гледате вие во каква медиумска блокада сме во Македонија. Гледате се повеќе ги вртат само двете партии. На сите телевизии ги вртат само двете партии и затоа таа идеја сега не мора да му представиме на македонскиот народ дека има можност тој договор да се поништи и на крајот македонскиот народ е така популарно ми се кажува, само да се одлучи за својата иднина. Благодарам. Благодарам. И за крај на поверете се разбира. Видите, овој што ги изнесе Бачев дека договорот го потпиша неовластен представник. Има закон, јас не знам дали го имам тука, во кој вели дека владата е овластена да подпишува едно чудо преговори. Член 2 законот за извршување ратификација на договорот, таму ќе видиш дека пишува дека имам законот, јас тука може би, може го немам, не е важно. Ќе го кажам, член 1 вика договорот да ги подпишува председателот на републиката, член 2 може и владат по исклучок и наброено во економија, во здравство, во култура, во безбедност, во све. Сите области ги има покриени. Е во безбедност прашање. Пише, Ај биде прочитате го член 1 член 2. Неки се го знам, што пише да прочитам. Тоа е закон за ратификација, за склучување ратификација и извршување на меѓународно Во број 2 пишува сите области од општественото живење со кои се влаштува владата, нели така да Рај прочитате го. Го немам. Проверете го, може да Еве проверите. ја ќе го кажам, член 1 примара надлежност за склучување на меѓународни договори на председателот. Во член 2 по исклучок. Сите. Ама чекај сега ќе кажам, во член 2 по исклучок. Владата може да склучува договори, економија, здравство. Сега, и гледа каков маневар е направен, каков ефтин трик во договорот. Освен името, има таму една глава за економска соработка, со Грција, за образование. И сега тој е направен таков маневар да се створи привид дека еве владата е овластена. Не е точно.
Значи, Видите, договорот, овој законот за подпишување на склучување на меѓународни ратификации, договори со кои владата де факто си ги презема сите обврски, апсолутно не може да го оспори подпишувањето од страна на министерот. Впрочем, таков договор беше подпишен 95-та година, пак од министерот, разбирате, и никој не го оспори. Втората Ако не е оспорен, не значи дека е легален. Чекайте, дека за име не се преговара. Така. Дозволете тоа, за име не се преговара начелно. Меѓутоа имаме одлука на Советот за безбедност на Обединетите нации, кој е меѓународна влада де факто, дека проблем постои меѓу Македонија и Грција околу името и барат двете страни да го решат. Според тоа, дадеме меѓународно светло со кое тоа прашање се става на маса и се предемат сите понатамошни чекори, сите беа легални. Немицка работеше за Обединетите нации, тој имаше $1 плата од Обединетите нации, немаше ни соработник ни ништо, он беше платен на американците, работеше за американските интереси, разбирате, и беше медиатор, разбирате. Према тоа, све тоа беше нелегално према повелбата на Обединетите нации. Значи, ние сме прифатили да разговараме за името, ние при времената спогодба, разбирате, која беше рекол катастрофална за Македонија, иако немаше обврска за се ратификува собранието, немаше, ние ратификуваме, беше катастрофална грешка. Ние самите си поставивме жар на маса и во рака, разбирате, грците не го ратификува, не ратификува при времената спогодба. Нема во неа, не завршува, стапува на сила со ратификацијата, вика по 8 дена. Според тоа, самите си направихме тоа. Видите, дозволи, чекай да завршам прво. Значи, ако ние одиме за име не се преговара, разбирате, ние имаме подписано договор за околу името на оваа држава, кој го има ратификувано собранието. Значи, Македонија го дала целиот легитимност и легалитет на таа постапка. И ако ние сакаме да ја почнеме таа постапка, треба прво нашиот уставен суд да донесе одлука дека тоа ратификацијата, тој договор се неуставни и тогаш ние можеме да одиме на меѓународните да бараме некакви, разбирате, прво државата треба да го се откаже од тој договор. Кој ќе се откаже? Ни оваа власт веројатно ни следна. Значи, нема политичка основа да бараме меѓународна интервенција доколку во земјата не го реши процесот. Ако не заврши било кој судски процес во земјата, не може да реши во Страсбург во судот се жалиш. Треба домашната постапка да заврши, тоа да заврши за овој случај. Иванов не може да праќа писма до било кого, бидејќи оваа власт го промени уставот, разбирате? Све промени и во основа на тој немаше легална основа или како можеше како личноста, како една изгубена личност да пишува писмо на другите. Пред промена на уставот можеше да се обрати. Пред промена на уставот евентуално сега треба да се види тоа, разбирате. Меѓутоа во суштина, дозволете, кога заврши целокупната постапка, кога беше променет уставот, променето името, како може да пишувам писмо? Во кој че име пишува? Он не ги подпишуваше со полно право, јас го поддржувам. Меѓутоа, тоа беше негов чин на внатрешна политика, не може да решате внатрешната задворешната политика. Ќе ти кажам, изјасна се. Добро, сега, значи, Морам, само да додадам. Значи, самиот амбасадор и твој пријател и мој Робин, упати повеќе година и кусуи за претходната власт, која беше Груевски премиер. Значи, упати порака дека треба да се обратиме до Советот за безбедност со писмо, дека бараме да се поништи договорот, односно резолуција 817 и 845. И дека нашето име е Република Македонија, дека овој спор ги надмина сите очекувања, трпение и така натаму, точно е амбасадор. Членот 11 и 12 не го испоштува грците и не го ратификува. Ние затоа дојде 14-2 на Хашкиот суд. И тоа е што председателот Иванов требаше да се го стори тоа пред промена на уставот. Имаше авторитетот да го искористеше и да батеше порка, писмо, че беше предано. Ова е посвестно што кажа. По смрт болест, по свадба кумови. Верувајте ми. Вака, значи јас зборував за правна основа, си Аристотин нема да сватиш грешка, ти не си правник, значи добре што Што е све тоа правно? не е правно. Тоа што кажа ништо не е точно, сега ќе го демонтирам. Значи, во вековната историја на државите, од крајливи, од цареви, секогаш изборната надлежност за меѓународни договори по правило ја имале шефовите на државите. Значи тоа е од таму. И по нашиот устав е така. Значи устав, па тоа го кажам цело време. Ама имат закон кој го дерогира. Чакај сега. Значи, уставот вели дека примарна надлежност
има шефот на државата. По исклучок, значи може да исклучува и владата. И сега за тој закон, што го спомна, закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори, значи пресликане се уставните одредби и таму стои во член 1 председател. Во член 2 по исклучок, па нема сега Георги Иванов да склучува договори за образование со некоја држава. По исклучок 2 вика владата, вика може да склучува договори меѓународни за образование, за спорт, за култура, за наука, не спорт. Значи ние збориме за овој договор Димитров и владата немат овластување да го склучат. Тога само не мора мене да ми веруваш, можеш да консултираш и други там меѓународни правници. Тоа е не помен. Значи договор нема. Втора работа за име значи не може да се преговара бидејќи името е прашање на внатрешни надежности. Секоја држава во Обединените нации може да се носи име кое сама ќе го одбере. Имало во историјата примери. Држави ги менувале имињата. Едно, ама тоа е доброволно. Значи не присилно како нашиот што не условуваат за ова. Да, без основа на неуспешен Ама јако референдум. ние прифативме Советот за безбедност дека името наш е проблем. Прифативме. И собранието го има. Сяка дојде Тоа е Значи, катастрофална грешка. сега ќе Собранието го изгласа Значи, преко приватизација. сега ќе дојдеме до тоа. Значи, таа резолуција што ја спомнуваш таму од 7 април 1993 година, значи Советот за безбедност констатира дека има разлики околу името на Македонија. И там и кажа вика генералниот секретар во добра волја ќе пружа добри услуги и го назначи порано беше Сайрус Венс, па после овој Мети Немит и толку во резолуција нема таму кажа Македонија мора да го смени името. Апсолутно. И каде не кажа, вика ќе преговараме. И сега Македонија само може да каже 30 години е доволно разумен рок. Не ги најдов разлики да се повлекуваме. Се повлекуваме. Значи тоа е сега друга ситуација, а ова е значи дека за име не сме да се преговара, тоа е недозволено. Чим прифатиш, ти разбереш. Да, Тоа немаш тоа им беа разликите околу името. Разликите, кажам, беше добри услуги, не кажам. Разликата, не разликата. Разликата околу името беше кажено. И значи тоа не е намалку може да значи Македонија сега за да го направи ова сега што го кажувам за поништување, значи треба храбра влада. Храбра влада да има волја. Не по тој пат. Нема волја. Не по тој пат. Тој е патот да го поништи договорот. И сега јас сакам тука да кажам детали, ја се спомнав да ја кажам. Ако има основ за ништуваност, владата треба да извиси другата страна, да ја даде рок од 3 месеци дека ќе го поништи договорот. Има. Значи, се е тоа пропишено постапката. Тоа не е Морјанската конвенција, него За договорно право. За договорно право. Имате имаше со дипломатско односи, има Не, договор. договорно право. Значи, договор, значи таму е кажано се постапката е целосно пишена. Ако една влада смета дека е нишен договор, ќе упати писмо од другата страна и дава рок и кажува дека во рок од 3 месеци се повлече. Сега тоа се веќе детали. Значи, ние сега битно е да имаме влада која што го поништи, ние се немаме никај бомбор да помогне. Никај се да се нема волја да го поништи. Тука се сложува. И сега реални сега политички тука се зборуваш и за реал политик, тука не е битна реал политик, што тука не е утрка пишме договор, нема напад да нападне. Оти се зборуваш однос меѓународно Може право. да нападе, ако го победиме ќе прават. Се зборуваш однос меѓународно политика, меѓународно право. Победиме ќе прават. Меѓународно право сега не дава големи шанси, само треба да искористиме. Пак имаме сојузници. Добро, благодарам значи за крај на денешната дебата. Му давам збор на познатиот професор Петар Поповски, кој што со своите извонредни и умни книги за историскиот идентитет, повеќе милениумскиот историски идентитет на македонскиот народ, навистина може да дава енергија и оптимистичка перспектива за ново промислување на нашата сегашност и нашата иднина како македонци и македонски народ. Повелете. Благодарам. Мене ми е особено драго што ми се даде можност сега да бидам тука меѓу вас и да ги чујам вашите мислења. И не би сакал да говорам за последиците што ни донесе референдумот и таа политика што се водеше. Тоа беше проект на Западот, си го спроведе онака како што сакаше. И тие резултати се веќе познати. Јас, меѓутоа, би сакал да кажам една работа дека ние често пати го обвинуваме овој или овој, особено надворешните фактори, за тоа што ни се случува во Македонија. Морам да кажам дека за тоа сме виновни ние македонците. Зашто? Затоа што од осамостојувањето на Македонија до нашите дни
со Македонија раководат немакедонци пород. Тоа треба да го сватите сите. Јас сум вршил истражувања за секој поединечно и знам од каде потекнува, што е по националност, бидејќи за традиционалните македонски имиња се кријат други националности, кои не ги интересираат воопште интересите на Македонија и македонскиот народ. Уште од почетокот на самостојувањето не се водеше соодветна кадровска политика. Јас ќе се извинете, ќе посочам еден карактеристичен пример. Јас како новинар во македонска телевизија добив задача од CNN, не за македонска телевизија, да направам едно интервју со последниот председател на ЦК на Македонија и за неговите, се десуваше за неговите односи со Милошевиќ, имаше некоја расправија. Меѓутоа, важно е тоа што после во приватниот разговор му постави прашање кого мислите да доведете за председател на Македонија. И ми кажа, ја викам грешка, мојот одговор беше грешка. Зашто ме гледате? Затоа што викам, ја ги знам сите дипломати во Белград, сите македонци кои работат во Белград, од јас како главен уредник секој не да таму на брифинци, беа тие стално присутни, сум одел кај нив на кафе и така натаму, значи многу сум бил близок со нив и познаат од душа како се што се. Кој според тебе? Лазар мој сум. Не е клина со главата, не може да биде тоа. Добро, тоа што беше едно друго прашање ми постави. Викам сега, слушам дека ќе се формираат малцински политички партии. Вие треба тоа да го стопирате. Петре, не се секире, тоа нема опасност. Да, нема опасност, ама како гледаме дека денес тие раководат со Република Македонија. Ете, тоа си. Историски И грешки. сега сакам на крајот да кажам, пак во врска со тоа, на излегување, неговата советничка, која беше черка на еден мој многу близок колега, ми вика, слушај, овде оваа постава на ЦК сега, многу вика, не води сметка за кадровската политика за македонци. Тоа ми го кажа. Се кажува. Значи, тука се кажа. Затоа, нашата, ние, например, економијата е само во туѓи националности. Значи, за политиката, за културата. Па ние 30 години немаме председател на Академија на науки на Македонија, замислете. Немаме катедра на македонски јазик. И знам сите тие кои беа председатели, дека не се македонци пород. И денес не се македонци пород. И знам од кое место се што се. Институт за национална историја исто така. Ја продаваат нашата национална историја. Значи, без да им трепне ухо, ми се јавува мене директор на Институт за национална историја, за така национална историја и ми вели, ме кани за да присуствувам на една викнати академија од Албанија, од Косово, таму за Ѓорѓе Кастер. И ми поставува прашање веќе, вели, што ти ќе зборуваш на таму на тоа? Јас тогаш издадов 400 години од раѓањето на Ѓорѓе Кастер студија. И викам, ќе зборувам за неговото дело, воопшто, и за идентитетот. Што за идентитетот? Му кажам, што е идентитетот? Рече, знаеш, не се вклопуваш. Замислете. Директор на Институт за национална историја, тој е директор. Катастрофа. Значи, до пред известно време зборуваше против Македонија, а сега е еден од најгралатите. Значи, видите какви се последици буди таа лоша кадровска политика од почеток. Ние обично велиме за ова што се менува името, дека е
сега дека Западот сега му текна и така сака да усменат името. Не. Замислите, ако вие вака имате сигурно читали, вие сте сигурно сте интелектуалци, сте читали, сте разни истории. Например, крстоносните војни уште пред 1000 години беа организирани за да се растори тоа македонско средновековно царство, а не да се ослободи крстоносите. Значи од тогаш германците во 17-тиот век формираа посебен институт за национална историја, германско-нордиска школа, за да прекројува историјата во корист на Германија, а за да се уништи името Македонија. Значи, не е од вчера и од завчера. Ова е водена политика многу одамна. И сега тие најдоа западњаците, ние секој ден гледуваме со НАТО, ЕУ, стануваме со НАТО и ЕУ. Видоа колку е часот и сега е моментот да го следиме тоа и го следиме. И затоа, велам, ние македонците сме виновни за се тоа ситуација. И да не ме мачам многу да ви зборим, сакам на крајот една работа да кажам, да предложам. Ние, значи, веќе на политичката сцена имаме повеќе политички партии, патриотски политички партии, и тие треба да станат носители на македонизмот воопшто и да ја поведат борбата на македонскиот народ за отстранување на оваа чума што ни ја нанос на Западот. Значи, да не се оценува ни една политичка партија. Сите да се здружат, да можат да се обединат. Пред се, прво лидерите да седнат и да најдат модус, начин, како и на кој начин да ги организираат македонските маси со еден општ народен собир луѓе. Ништо друго. Со полемики ништо не постигнуваме. Со дебатни емисии и дебатни состаноци ништо не правиме. Овде се бара акција конкретна. Значи собирање на македонскиот народ. И македонскиот народ да каже избори, но не учество на СДС и ВМРО. Без нивно учество. Тоа народот да го каже. И народот на самото место да избере. Се разбира? Да избере техничка влада која ќе го спроведе тоа во дело. Само така ние ќе можеме да се ослободиме од ова зло што ни го наметна Запад. Благодарам многу. Ви благодарам. Добро, почитувани колеги, почитувани гости. Ми беше голема чест што можев да ја предводам и да ја организираме на некој начин ова продуктивна дебата и дискусија за такво горливо и мачно прашање како што е годишнина од Преспанскиот договор, односно договорот од Бивици. Ви благодарам на присуството и се надам се гледаме набрзо на некоја следна прилика. Ние благодарим. Благодарим.